Добро вечер, почитувани гледачи, го следите последното издание на Дневникот на К3. Во него ќе гледате. Оглас на владата за ангажирање странски експерти. Пролетно чистење на Куманово. Силно невреме на Балканот. Убедлива победа на ЖРК Вардар. Домашните компании ќе може да изразат интерес за ангажирање странски експерти преку проектот што го спроведува владата на Македонија. Огласот ќе трае во наредните 45 дена, фокусот во овој втор циклус е малите и средните претпријатија. Портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев на пресконференција информира дека се оди во втор циклус од овој проект со оглед на позитивните резултати од веќе реализираниот прв циклус. Проектот почна да се реализира во 2014 година и во првиот циклус потреба од странски експерт пријавиле 98 компании за реализација на вкупно 105 мисии во компаниите, а владата очекува и овој циклус да биде успешен. Ќе може да се пријават компании од сите сектори и да се ангажираат експерти во сите сегменти од нивниот процес на работа, каде што имаат потреба од унапредување и подобрување на работењето. Владата ги покрива 95% од трошоците за ангажирањето на странските експерти. На огласот може да се пријават компании со најмалку 51% домашен капитал, кои постојат најмалку 2 години и имаат од 5 до 250 вработени. Компаниите кои имаат потреба од странски експерт треба да ја наведат конкретната потреба за ангажман на експертот, односно делот од производствениот или организацијскиот процес за кој е потребна експертиза и предметот на експертизата. Избраните експерти ќе престојуваат во компаниите од 7 до 21 ден. Трговскиот дефицит во јануари 2015 година изнесува 86,6 милиони долари, што е за 55% помалку во однос на 2014 која изнесува 192,6 милиони. Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, фероникелот, сетови на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, производите од железо и челик и облеката. Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали, платината и легурите на платина, необработени или во прав, електричната енергија и други метали од платинската група и нивните легури, необработени или во облик на прав. Екипите на јавното претпријатие Чистота и зеленило започнаа со акција за пролетно расчистување на населбите во градот. Надлежното претпријатие расчистуваше локацијата околу комплексот згради на Октомвриска револуција. Акцијата се спроведува согласно донесената програма на Советот на општина Куманово. Маја Денчевска. Јавното претпријатие Чистота и зеленило и годинава ја спроведува традиционалната активност пролетно чистење на Куманово. Овој викенд екипите на комуналното претпријатие го чистеа просторот во близина на средното училиште Перо Наков. Започнуваме со пракса која е веќе востановена во јавно претпријатие Чистота и зеленило да на почеток на пролет со акции кои се одржуваат секоја сабота, дадеме допринос кон хигиената во градот и да во поголемите комплекси како што е и овој, со зимското, она што е останато од смет, од сите кршење на гранки и сите оние работи кои остануваат после завршување на зима, го расчистиме за да во наредните пролетни денови тоа се искоси и дадеме допринос кон хигиената на овој комплекс овде. Акцијата се спроведува врз основа на донесената програма за уредување на цветно-зелените површини. Советот на општината ја изгласа програмата за уредувањето, додека Чистота и зеленило го спроведува уредувањето на градот. Во претходните години во акцијата се вклучува и невладени организации, како и местните заедници. Оваа година, велат надлежните, чистењето ќе го спроведува само екипата на Чистота и зеленило. Надлежните од локалната власт побара и поголем ангажман од граѓаните. Град Куманово имаме проблем со паркинги места од аспект што не се исполнуваат заложбите од деталните планови и од дозволите за градба кои се на колективни домовања, така да многу пати зелените површини се узурпирани од станарите со паркирање на возили кое не е дозволено, меѓутоа
тоа е ствар на граѓанската култура и однос према зелените површини, а исто така еве се наоѓаме во еден убав комплекс дел на градот каде и самите страни мора да имат допринос, иницијатива во одржување, не е само да се реконструира и да се очисти самата површина, идат пролетните, летните месеци каде треба тоа да се одржава, да се наводнува и да уживаме во средина. Акцијата за пролетно расчистување опфаќа кастрење дрвја, се собира сметот, шутот натрпан во зимските месеци. Онаму каде што е потребно ќе се оплеменат јавните површини со трева и одредени садници. Акцијата ќе се спроведува секоја сабота 7 мај годинава. Снег ја зафати Македонија, пообилни врнежи се забележани во источниот дел на земјава. Според АМСМ, сообраќајот се одвива по влажни коловози и на места со остатоци од кашест снег. Забраната за сообраќај за тешки товарни возила на планинскиот превоз Ѓавато Сабалево укината, соопшти јавното претпријатие Македонија Пат. Од Автомотосојузот информира дека забраната за движење на тешки товарни возила се уште важи на планинскиот превоз Стража и на патниот правец Крива Паланка, граничен премин Деве Бајр, како и на кракот Маврово Дебар. Според вчерашните мерења, висината на снежната покривка во Маврово и Анови изнесува 88 сантиметри, во Пожаране 40, Лазарополе 36, Дебар 26, Крушево 19, 10 сантиметри во Тетово и Ѓуриште, 9 во Тополчани, 3 во Битола, а 1 во Прилеп и Претор. Автомотосојуз на Македонија соопшти дека е нормализиран и сообраќајот на патниот правец Велес Скопје, кој беше во прекин поради интензивни врнежи од снег и попречена цистерна во близина на зимскиот пункт Кула. Сообраќајот на останатите патни правци се одвива по влажни коловози, а врнежи од снег со променлив интензитет се бележат во целата држава, освен во јужниот дел каде врнежите се од дожд и снег. Се препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Од Управата за хидрометеоролошки работи информира дека не очекува променливо време со повремени врнежи од снег, особено претпладне. Снегот кој започна да врне на територијата на Крива Паланка синоќа формираше снежна покривка која во градското подрачје изнесува 25 см, додека во околните повисоки места достигнува и до 40 см снег. За состојбата во Крива Паланка и околината јавува Христина Николовска. Снежните врнежи на територијата на Крива Паланка непрестајно паѓаа во текот на изминатата ноќ, а продолжија и во текот на утрово. Висината на снежната покривка во градското подрачје изнесува 25 см, додека во околните повисоки места достигнува и до 40 см. Информираат од подрачното оделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Крива Паланка. Екипите на јавното претпријатие Комуналец се задолжени за зимско одржување во општината, го расчистуваат снегот од вчера вечер и засега сите улици во градот се чисти. Снегот кој постојано врне ја отежнува состојбата за расчистување на локалните патни правци, кои се тешко проодни, информираат одговорните. Висината на снежната покривка во повисоките места е над 40 см, а на одредени места не е функционално чистењето, бидејќи дува силен ветер од север и североисток и прави соспи и наноси. Тешко проодни за теренски возила се регионалниот пат кон село Огут и патот кон село Луке. Патот кон селото Дринак останува непрооден, кој е во таква состојба од почетокот на зимата. Во општина Ранковце сите локални патишта се проодни, бидејќи таму снежната покривка изнесува 3 см, а непрооден е само регионалниот пат кој води кон селото Герман и каде висината на снежната покривка достигнува и над 40 см. Магистралниот пат кој води кон граничниот премин Деве Бајр е прооден за лесни возила. Го одржуваат екипи на Македонија Пат, а синоќа во 21 часот беше воведена забрана за сообраќање на тешки товарни возила и истата се уште трае, информираат надлежните.
Министерството за образование подготви стратегија за предприемачко учење во Македонија, која веќе се имплементира и ќе трае до 2020 година. Еден од подготвувачите на стратегијата е кумановецот доктор Драган Шутевски, експерт за мали и средни предпријатија. Кумановци воопшто не се иновативни, ниту пак имаат предприемнички дух, велат експертите. Ништо подобра не е ниту состојбата во останатите општини од североистокот. Предприемништвото, сметаат експертите, треба да се изучува уште од најрана возраст. Македонија веќе подготви стратегија за предприемничко учење, која се спроведува во корелација на повеќе институции. Еден од подготвувачите на стратегијата е и кумановецот доктор Драган Шутевски. Ретко, може да се најде некои компании во Македонија кои што на вистина го базираат својот успех на иновативноста. Инаку во овој нашиот регион на прсти може да се избрат компании кои што влегоа во потесен круг за најуспешни компании. Веќе се забележува во кога земеме Скопје како поголем град, веќе се формира неколку така посилни стартап акселератори кои што навистина работат на иновативни идеи. Такво нешто кај нас во овој регион нема, недостасува. Иновативните предпријатија водат кон зголемување на конкурентноста на пазарот, со што се постигнува намалување на стапката на невработеност. Преку донесената стратегија, чија имплементација започна во декември, се очекува да се зголеми свеста за предприемништвото кај населението и да се зголеми бројката на новите иновативни предпријатија. Оне што има добра бизнис идеја, не мора да има тој пари сопствени за да ги вложи, за да може да започне бизнис. Сега, што недостасува? Каде е оној предприемачки екосистем? Приватен капитал да може да се вложи во тие такви стартапи. Тоа не постои. Не дека не постои, туку нема желба од страна на оние кои што ги имат пари. Доволно долг беше периодот каде што низа генерации има заедничка основа, инертност. Некогаш, објаснуваат експертите, не се неопходни ниту многу средства. Светот забрзано чекори кон иновативни решенија. Крајно време е и македонците да се активираат на тоа поле. Учениците од средните училишта имаат можност да ја покажат својата креативност преку изработка на фотоприказна, постер или едноминутно видео и да се изборат за некои од вредните награди на конкурсот распишан од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Представници од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста пред учениците од средното училиште Перо Наков во Куманово го презентираа конкурсот за најдобар средношколски медиумски производ изрази се преку медиумите. Идејата се совпаѓа со нашата мисија и визија за поттикнување и напредување на медиумската писменост кај младите, особено кај средношколците, кои што сведоци сме дека се повеќе и повеќе подложни на влијанија од многубројни медиумски пораки на кои што наидуваат, дали преку мобилни телефони, преку новите технологии, особено денеска. И идејата конкретно, за годинашната тема на овој средношколски конкурс изрази се преку медиумите е посветен на деконструкција на медиумските содржини и од тука е насловен деконструирај ги медиумите, најди го значењето зад пораката. Од средношколците се очекува на оригинален начин да го протолкуваат значењето на медиумската порака објавена на некој медиум како вест, информација или промотивна реклама. Тие треба да откријат како медиумската содржина влијае врз изборот на младите да купат нешто, да донесат одлуки или пак дали ги наведува да размислуваат во одредена насока. Треба да изработат фотоприказна, која што е составена од 6 до 8 фотографии со една реченица како легенда, едноминутно видео каде што треба да го заснуваат на веќе постоечка промотивна кампања или реклама, каде што треба да ни ја протолкуваат пораката која што никогаш не се кажува во рекламите или намерно изоставена, или пак постер на веќе постоечки дизајн да вметнат нивни техники за графички дизајн, со облачиња, со стрипови, со на веќе постоечката содржина да вметнат нивен креативен набој. На конкурсот може да се пријават ученици од 1 до 4 година од сите средни училишта во Македонија, а право на учество имаат и училиштата. Сите учесници може да конкурираат со повеќе исти или различни медиумски производи најдоцна до 23 март 2015 година.
Овој конкурс Македонскиот институт за медиуми го реализира 6-та година поред во рамките на средношколскиот весник Медиум во соработка со Нова Македонија и со амбасадата на САД во Македонија. Во Македонија не постојат многу податоци за уметници кои се занимаваат со ваква изработка на уметнички слики, наречени стринг арт. Јовица Ванчевски од Куманово со голема љубов и посветеност ја работи оваа работа, која опфаќа изработка на уметнички слики со конец, бакарна жица и шајки. Виолета Зафировска. Стринг арт е уметност која со помош на конец, шајки и жица се изработуваат декоративни дизајни. Јовица Ванчевски е еден од малкуте уметници кои се занимаваат со ова. Во неговиот дом, кој е негова работилница, со огромна љубов, желба и задоволство, ги создава декоративните слики. Самиот процес бара голема посветеност, концентрираност и макотрпна работа, за да се дојде до финалниот резултат, вели Ванчевски. Се работи за посебна една техника, како да речем, која што ја неам ни видено до сега на други места, освен еднаш многу одамна. На ивирица тоа е или такво нешто. Се става платно од обете страни, се прави скица, на таа скица се црта нели таа фигура што сакаме да изработиме. Макотрпна работа, доста време треба за тоа. Се коват на одредени места и после тоа колку може да се види, се добиваат контурите на фигурата која што сакаме да ја изработиме. Откако заминал во пензија, барал нешто со што ќе се занимава во слободното време. Идејата да започне со оваа техника ја добил откако видел слична изработка од шајки и конец, како неговата и одлучил и самиот да проба. Најчесто изработува слики со крстови, а неговото последно дело кое го изработи е македонско знаме и крст. Во продолжение, зависно тоа што сакаме, дали сакаме со конец или со жица, овдека е комбинација меѓу конец и жица. Со конец и со жица имавте прилика и ќе видите како се изработува тоа. Па во главно се задржувам на овие на крстовите. Се обидеме да правиме некои други фигури, да кажеме, како на сликите што се со цвеќе и другото, тоа малку потешка работа би било. Ванчевски раскажува дека во Куманово воопшто и да не постои некој кој изработува вакво нешто, а поради тоа и заинтересираност за купување на истите нема. Неговите слики најчесто се наменети за пријатели и најблиски, но во иднина се надева дека освен што ги дава како подароци, од сликите ќе има и заработка. По повод Меѓународен ден на жената, учениците од подрачното училиште Христијан Тодоровски Карпош од Кривопланечкото село Псача подготвија пригодна приредба со која ги почестија своите учителки, мајки и баби. Традиционално учениците од 1 до 9 оделение од подрачното училиште Христијан Тодоровски Карпош од Кривопаланичкото село Псача и годинава се потрудија да ги изненадат своите учителки, мајки и баби со пригодна приредба во пресрет на 8 март. Ова е само мал символичен гест со кој учениците сакаат да се удолжат за незаменливата мајчина љубов, вели наставничката Јасминка Јакимовска, која посветено работеше со учениците за оваа приредба. Ние традиционално секоја година по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, значи одржуваме приредба, опфатени се сите ученици во нашето основно училиште од 1 до 9 оделение. Активно се работи преку целата учебна година, значи активно работат рецитаторската, литературната и драмската секција. Со сите оние можности кои што ги имаме ние, значи и нагледни средства успеваме да ја доловиме, да го доловиме амбиентот, сликата и да се одолжиме, еве по повод 8 март, барем малку на сета она љубов што ја нуди мајката, жената, значи да се одолжиме, да им приредиме барем малку внимание и почит од наша страна.
Со цвеќе, рачно изработена честитка и најважното преградка со искрени убави желби, учениците ќе го честитаат меѓународниот ден на жената. На сите жени јас би сакала од се срце да ми го честитам 8 март и би подарила по едно цвеќе. Јован Цветановски со второ деление. Како ќе им го честиташ 8 март на твојата мајка, на учителката, на бабите? Со букет. Јас сум Фросина и сум четврто деление. Кажи ни со што се представите на приредбата? Со песни и со драми. Како ќе им го честиташ празникот 8 март на твојата мајка, на учителката? Со цвеќе, честитка и друго. Јас сум Викторија Пешовска и сум четврто деление. Со што се представите на приредбата? Со честитки кои ги правевме со мојата наставничка Драгица Митовска. Таа ни помагаше и ги изработувавме со многу работи. Добре, и на кого ќе ги подариш честитки? На мојата мајка и наставничката. Присутните мајки и баби уживаа во бројните рецитали, музички и драматуршки изведби на нивните најмили. Почнуваат археолошките истражувања на локалитетот Костоперска карпа. Во минатото тука постоеле 40 цркви, поради кои местноста била нарекувана Мала Светагора. Истражувањата ќе ги врши Кумановскиот музеј со финансиска поддршка на Министерството за култура. Со финансиска поддршка на Министерството за култура, Националната установа Музеј Куманово ги започнува археолошките истражувања на локалитетот Костоперска карпа или Жеглиговски камен, импозантна базалтна карпа од вулканско потекло во околината на Младо на Горичане. Во досегашните истражувања на локалитетот Костоперска карпа откриено е постоење на повеќе слојна населба со континуиран хронолошки и културен живот. Станува збор за локалитет богат со археолошки материјал. Од енеолитот откриени се и предмети од железно време, особено садови од керамика, накит од злато, сребро и килибар, како и стаклена паста и бронза. Во минатото тука постоеле дури 40 цркви, поради кои местноста била нарекувана Мала Светагора, а во подножјето на карпата се наоѓаат зачувани средновековни цркви, Света Петка и Свети Ѓорѓи Победоносец, како и повеќе гробови. Според археолозите, на овој простор се наоѓа и рано-христијанска базилика која се користела за погребување, како и остатоци од средновековни ѕидини. Особено се издвојува подземната просторија, која се уште не е доистражена. Со реализација на археолошките истражувања и со уредување на локалитетот Костоперска карпа, оваа место ќе го привлече интересот на посетителите. Обилните врнежи од дожд и снег предизвика хаос во земјите во регионот. ЦИА ја започнува една од најголемите реорганизации во историјата со цел повеќе да се фокусира на информатичките операции. Путин го потпиша декретот според кој од 1 март до 31 декември платите се намалуваат за 10%. Свето денеска. Обилните врнежи од дожд и снег, силните ветриште и намалувањето на температурата предизвикаа хаос во земјите во регионот. На поширокото подречје на Сплит и на Макарското крајбрежје бурата и орканските удари на ветерот беа причина за превртување на камиони возила и за оштетување на повеќе објекти. Бурата фрлаше чамци, корнеше покриви, кршеше стебле, електрични столбови и реклами. Се насукаа и 3 брода. Во Босна и Херцеговина е прогласена вонредна состојба поради 24-часовните снежни врнежи. Патиштата се затворени, полицијата ги повика луѓето да не излегуваат со своите автомобили. Иако се мобилизирани огромен број на механизација за расчистување на снежните наноси, тие не успеваа да исчистат. Американската централна разузнавачка агенција ЦИА почнува една од најголемите реорганизации во историјата со цел повеќе да се фокусира на информатичките операции, а дигиталните иновации да ги искористи за собирање податоци, соопшти директорот на ЦИА Џон Бренан. Тој во презентацијата пред новинарите изјави дека се основаат нови единици наречени центри за мисии, кои би требале да стават фокус на конкретни предизвици или географски подречја, како што е распространувањето оружје во Африка. Путин го потпиша декретот според кој од 1 март до 31 декември платите се намалуваат за 10%. Платата на рускиот претседател, на премиерот Димитри Медведев, на јавниот обвинител на Руската Федерација, Јури Чајка, од 1 март до 31 декември ќе биде помала за 10%. Рускиот претседател изјави дека ваков потек морал да направи бидејќи руската економија е сериозно потресена со падот на вредноста на рублјата.
Пензионерското здружение од Куманово е едно од поголемите во државата и се карактеризира со значајни активности кои придонесуваат за доброто здравје. Благица Димитриевска е една од членките на здруженијето која импонира со успеси во стрелаштвото. Благица Димитриевска има 63 години и е активна во Кумановското здружение од 2005 година. Во изминатиот период многу патувавме, се дружевме, но и постигнувавме успеси на повеќе полиња, ни раскаже Кумановката. За Димитриевска е познато дека на голем број напреварувања остваруваше успеси, освојувајќи многу медали. И денеска кога зборуваше пред нашата камера, не го криеше своето задоволство од она што го има постигнато. Имам добиено медали, сребрени, бронзени. Се надпреварувам во стрелаштво, иако имаме повише активни спортување, како например шах, стрелjaštvo, пикадо, теглење во јаже, трчање, имаме трчање до 60 години, имаме трчање над 60 години. Спортот за нас многу значи. Јас мислам дека тоа во нашите години, како пензионери, не одржува. Се другаруваме, спортуваме, се релаксираме, како да ни го продолжува животот. Во пресет на големиот празник на жената 8 март, Димитриевска со порака до своите сограѓанки. Јас пред се да го честитам празникот 8 март на жените со добро здравје и успех, мир во државата. Јас ги би препорачала да можат, кои можат и да дојдат, да се вклучат во нашето здружение, во спортовите кои ги имаме, за да можеме да си го продолжиме животниот век со спортување, со другарување. Женскиот ракометен клуб Вардар на гостувањето кај Кримеркатор во Словенија извојува убедлива победа од 29-47. Избраничките на Индира Кастратовиќ со 18 гола разлика демонстрираа фантастична игра како во нападот, така и во одбраната. И со оваа победа Вардар ќе обезбедија место меѓу 8-те најдобри. Со 18 голови разлика избраничките на Индира Кастратовиќ го прегазија Кримеркатор во Словенија. ЖРК Вардар одигра фантастичен надпревар во кој го покажа своето светло и моќ и ја наполнија мрежата на домаќинките, давајќи им 47 голови. Вардар ки уште на стартот покажа кој е фаворит на овој надпревар и го започна надпреварот со неколку гола разлика. Андреја Пенезиќ и Сираба Дембеле ги предводија црно-црните со голови, а водството од 5 гола од минута во минута постојано растеше, а во листа на стрелци се запишаа речиси сите рекометарки. Вардар ки има успешност на ударите од 69%, додека како најефикасни се истакнаа хрватицата Пенезиќ со 7 погодоци и французинката Дембеле со 5 гола. На полувремето предноста изнесуваше неверојатни 12 гола разлика, а Вардар имаше двојно повеќе погодоци од домаќините. Со втор погодок за Вардар надпреварот го отвори Барбара Лазовиќ, пошто следеше голот на Маја Зебиќ и водство на Вардар од 12-26. До крајот на надпреварот Вардар ја одржа предноста и го заврши надпреварот со рекордни 47 погодоци, додека Крим ја тресеше мрежата на Суслина и Лејно само со 29 погодоци. Андреја Пенезиќ го заврши надпреварот со 11 погодоци и беше најефикасна на овој надпревар. Со оваа победа Вардар обезбедува место помеѓу 8-те најдобри. Таа потврда треба да стигне по утрешниот меч помеѓу Лајпциг и Будуќност, каде се очекува победа на црногорките во Германија. Последниот дуел од оваа фаза Вардар го игра следната сабота во СЦ Јане Сандански против Динамо Синара. Ракометарите на Металург вчера загубија кај Борац од 27-21 и на тој начин ги намалија шансите за пласма на завршниот турнир во Веспрем. Тимот од Автокоманда сега е на 7-та позиција на табелата. За место на Final Four турнирот му е потребна победа во последното коло против Брест Мешков, но и пораз на Нексе од Борац. Со резултатот 27 наспроти 21 екипата на Металург загуби од Борац. Стратегот на актуелниот македонски шампион Лино Червар и покрај поразот искажа задоволство од играта на младите ракометари и најави дека следната сезона Металург повторно ќе има тим за почит. Честитки до екипата на Борац на заслужената победа. Борац се подига и тоа е добро за ракометот. Тимаат доста талентирани ракометари како Јанковиќ и Вујовиќ, кои може да израснат во одлични играчи. По поразот тренерот никогаш не може да биде задоволен, но кога се работи за нас, кои ја изгубивме целата постава од 17 ракометари, репрезентативци можам да бидам дури и задоволен. Имавме проблем како Копенхаген, Атлетико, Чеховски Медведи, но останавме на нозе. Се бориме зашто работиме со млади категории. Ни остана уште еден меч, потоа се вртиме кон
македонскиот шампионат и мислам дека ќе ја подигнеме нашата форма. Следната сезона Металург повторно ќе биде тим за почет, вели Червар. Кумановските кошаркари на гостински терен извојуваа убедлива победа над Водњански лисици. Ова беше 9-та победа и одлична подготовка за бугарски рилски спортист во рамките на Бибел лигата. Со резултатот 103 наспроти 89, кошаркарскиот клуб Куманово извојува победа над Водњански лисици. На гостински терен кумановските кошаркари се истакнаа против најслабата екипа скопските Водњански лисици. Најзаслужни поединци од КК Куманово беа Јаневски со 26 поени, Штериов со 18 поени и Костовски со 17 кошеви. Ова беше 9-та победа и добра предувертира на следниот надпревар во Бугарија против рилски спортист во рамките на Бибел лигата. Минути за меѓународен спорт. Кошаркарите на Атланта ноќеска постигнаа нова победа и пред своите навивачи го совладаа Кливленд со 106-97. Крилото на Алба Берлин, Реджи Рединг е прогласен за најкорисен играч на 9-то коло од топ 16-та фаза во кошаркарската Евролига. Атланта доби 3 од 4 надпревари сезонава против Кливленд. Овој пат славеше со 107-96. Pero Антич не запиша поени. Јастребите уште еднаш ја презентираа својата моќ оваа сезона откако го совладаа Кливленд, предводен од Леброн Джеймс. Атланта фантастично го започна надпреварот, добивајќи ја првата четвртина со убедливи 36-19. Но Кливленд се врати во игра добивајќи ги следните два периоди. Атланта, како и многу пати оваа сезона, одигра одличен финиш, ја доби последната четвртина и славеше со 107-96. Најмногу поени за Атланта постигна Ал Хорфорд, 19, имаше и 9 скока. Pero Антич на паркетот помина 6 минути во кои не успеа да запише поени. Ирвинг со 20 поени беше најефикасен кај гостинскиот тим. Леброн Джеймс имаше 2 помалку. Во триумфот на германскиот тим на Жалгирис, американецот Реджи Рединг имаше учинок од 27 поени, 7 скокови и 5 асистенции, за вкупен индекс 36. Веднаш зад него со 32 индексни поени се најде Бобан Марјановиќ од Црвена звезда, а во тимот на колото имаше место уште и за Дариус Адамс од Лаборал Куча со индекс 30, Алесандро Джентиле од Армани со индекс 28 и кошаркарот на Уникаха Рајан Тулсон со индекс 26. Дариус Адамс со 31 кош е најдобар поентер на колото. Бобан Марјановиќ уствари најмногу скокови, дури 17, а најмногу асистенции, односно по 8 забележа Јоге Фохајон, Алекс Ренфо, Милош Теодосиќ и Василис Панулис. Врнежите од снег и дожд кои го зафатија Балканот не одминаа ниту нашата земја. Во Македонија е променливо облачно со повремени врнежи од снег. Во крајниот југоисточен дел врнежите ќе бидат од дожд и снег. Ќе дува умерен, а во западните делови повремено засилен северен ветер. Метео. Метео беше последната информација за третиот дневник. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на К3.